28 од Статутот на Општина Гевгелија и отворам 6-та седница на Советот на Општина Гевгелија. На денешната седница се поканет Андон Сарамандов, градоначалник на Општина Гевгелија, Ангелина Петкова, пратеник во Собранието на Република Македонија, Сашко Јанчев, пратеник во Собранието на Република Македонија, представници на Општинската администрација, представници на Јавното предпријатие за комунални дејности Комуналец Гевгелија, представници од Јавната општинска установа Пионерски дом Јосип Броз Тито Гевгелија, представници на средствата за јавно информирање. На денешната седница се присутни 18 членови на Советот од вкупно 19 колку што брои Совет. Според тоа, постои кворум за полноважно одлучување. За записничар е одреден вработениот Благој Картов, а за правник е одреден вработениот Благој Ристов. Записникот од 5-та седница ви е доставен. Дали има забелешки по истиот? Петров? Добар ден, почитувани колеги, почитувана председателки на Совет, почитуван градоначалник, почитувана гевгелијска јавност. Јас имам забелешки по записникот во тоа што во делот кога колегата Димитар Вегов е поднесува точката на дневен ред и образложува истата, во записникот не е внесено излагањето мое и на колегата Михаил Тодоров во тоа да истата точка од дневен ред се симне и во кој што ги набројуваме причините поради кои тоа што бараме да се симне. Туку е наведено дека право да се формира на гласање по истата. Доколку планирате да се дополни тој дел во записникот, ние ќе го поддржиме, доколку не планирате да го дополните, се дополни така? Ќе биде дополнет. Одговорот од Општинската администрација и записничарот ќе бидат внесени. Да, сега ќе се разбор и забелешка за зошто баравме таа точка да се тргне од денес. Благодарам. Некој друг поднос на записникот? Ако нема, записникот го ставам на гласање. Кој е за, молам, нека крене рак. Констатирам дека записникот е едногласно усвоен. За денешната седница го предлагам. Што е погрешено, Сивова? Процедурално. Затоа го прашувам кон што се однесува вашето процедурално, затоа што многу пати беше злоупотребено, не зборувам од вас општо, правите на користење на процедурално земање на збор, на што ќе се однесува? Се однесува за кршење на член 21 став 2 од Делот за работа на Совет. Повелете? Благодарам, председателке. Почитуван градоначалник, почитувани колеги советници, почитувани представници на Општинската администрација, медиум и почитувана гевгелијска јавност, добар ден. Согласно член 66 став 2 земам збор во врска со отстапување од одредбите на Деловникот за работа на Совет. Како координатор на советничката група на СДСМ, сакам да интервенирам во делот на кршење на член 21 од Деловникот за работа на Совет. Имено, во член 21 став 2 од Деловникот за работа на Советот стои: писмениот одговор се дава во рок од 10 дена од денот на поставувањето, односно приемот на решението. На третата седница на Советот, одржана на 14 ноември 2025 година, се постави прашање од член на советничката група на СДСМ, колешката Алчинова, до представникот на Средното општинско училиште Јосиф Јосифовски, на кој беше речено, цитирам, одговор за донаторската сметка и проекти во консултација со директорот писмено ќе бидете известили. Во минутажата 2 часа 47 минути и 1 секунда од записот на оваа седница, вие, почитуван председателе, велите, цитирам, се задолжува представникот на Средното општинско училиште Јосиф Јосифовски да изготви писмено обраќање. Од 14 ноември 2025 година до денес, 28 јануари 2026 година,
тоа не е сторено, што е кршење на член 21 од Деловникот за работа на Советот. Благодарам. Благодарам. Благодарам на вашата забелешка. Ќе се провери по службите дали е подготвен одговор по прашањето на колешката Алчинова, дали е испратен, доколку не, ќе се реагира тоа да биде направено во најкраток можен рок. Благодарам. Георгиев, процедурално? Благодарам, председателка, почитувани советници. Јас мисля да се јавам од кога ќе почне седницата, но имав поставено прашање до надлежните органи за кои се тие 4000 квадрати во Негорци Зеленило, паркови Зеленило кои ги одржуваме. Исто не добив одговор, значи барам да ми биде одговорено. Ми рекоа дека во писмена форма ќе ми одговорат. Кои се тие катастарски парцели? Само едно прашање, се однесува на советнички прашања, на Не, директно до институции. директно до представникот кој беше тук. Од Беше комуналец? Не, да. Добро. Ми рече дека ќе ви одговорено писмено, немам добиено се уште одговор. Истиот одговор важи и за вас, ќе провериме со службите дали е подготвен одговорот. Да. А без малку по истите прашања денес има и точка на дневен ред, каде што ќе бидат и апсолвирани добар дел од одговорот. Доколку нема друг, да продолжам со читање на дневниот ред. За денешната седница го предлагам следниот дневен ред. Точка 1. Предлог заклучок за усвојување на извештајот за реализација на програмата за финансирање на програми и проекти од областа на културата во општина Гевгелија за 2025 година. Точка 2. Предлог програма за финансирање на програми и проекти од областа на културата во општина Гевгелија за 2026 година. Предлог заклучок за усвојување на извештајот за реализација на програмата за финансирање на спортските активности во општина Гевгелија за 2025 година. Предлог програма за финансирање на спортските активности во општина Гевгелија за 2026 година. Точка 5. Предлог заклучок за усвојување на извештајот за реализација на програмата за финансирање на проекти, манифестации и значајни настани на местните заедници во општина Гевгелија за 2025 година. Точка 6. Предлог програма за финансирање на проекти, манифестации и значајни настани на местните заедници во општина Гевгелија за 2026 година. Точка 7. Предлог одлука за определување комунална такса за одржување на јавното зеленило во општина Гевгелија. Точка 8. Предлог план за подобрување на квалитетот на амбиенталниот воздух во општина Гевгелија за периодот 2023 до 2027 година. Точка 9. Предлог решение за усвојување на финансовиот план на јавната општинска установа Пионерски дом Јосип Броз Тито Гевгелија за 2026 година. Точка 10. Предлог решение за давање согласност на програмата за работните активности на јавното претпријатие за комунални дејности Комуналец Гевгелија за 2026 година. Точка 11. Предлог решение за усвојување на финансовиот план на јавното претпријатие Комуналец за 2026 година. Точка 12. Предлог решение за именување членови во управниот одбор на јавното претпријатие Комуналец Гевгелија. Точка 13. Предлог решение за именување членови во надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на јавното претпријатие Комуналец Гевгелија. Точка 14. Предлог решение за разрешување членови во управниот одбор на јавната општинска установа Дом на културата Македонија Гевгелија од редот на вработените во установата. Точка 15. Предлог решение за именување членови во управниот одбор на јавната општинска установа Дом на културата Македонија Гевгелија од редот на вработените во установата. Точка 16. Предлог одлука за прифаќање на предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка. Дополнително ви се доставени точките. Точка 17. Предлог одлука за воспоставување меѓуопштинска соработка.
Точка 18. Предлог иницијатива за отворање на нова паралелка од областа на прехранбено-технолошката струка за учебната 2026-2027 година во Средното општинско училиште Јосиф Јосифовски Гевгелија. Точка 19. Предлог одлука за измена и дополнување на одлуката за општински линиски превоз на патници во општина Гевгелија, број 09-2094/7 од 27.12.2023 година и број 09-931/7 од 24.7.2024 година за определување на тарифа цена за општински линиски превоз на патници на подрачјето на општина Гевгелија. Отварам претрес по предложениот дневен ред. Дали некој се јавува за збор? Киров па Тодор. Добар ден, почитувана председателки, почитуван градоначалник, почитувани присутни. По однос на дневниот ред за точка број 18, предлог иницијатива за отворање на нова паралелка од областа на прехранбено-технолошката струка за учебната 26-27 година во Средното основно училиште Јосиф Јосифовски. Советничката група на СДСМ бара повлекување на оваа точка од дневен ред се до завршување на анкетите кои што се во тек, па би сакале во следните седници кога ќе завршат анкетите да ја предложиме пак исто така иницијативата и да ја ставиме на разгледување во некоја од следните седници. Благодарам. Благодарам. Тодоров. Врз основа на член 60 од Деловникот за работа на Советот на општина Гевгелија, барам точка 7, односно предлог одлуката за определување на комунална такса за одржување на јавно зеленило во општина Гевгелија да се тргне од дневен ред, имајќи предвид дека граѓаните имаат веќе во месечната сметка према комуналец надомест за јавна чистота, а во вашето образложение за носење на оваа одлука стои дека треба да има машинско и рачно косење, наводнување, собирање на искосена трева, средување на просторот и така натаму. Пауза. Пауза.